Директорот на Националниот парк Пелистер и четворица вработени, обвинети за пустошење на шумата. Во септември и октомври 2023 во местото викано Голема ливада бесправно исекле 85 стебла молика и 24 стебла ела во вкупна количина од 168 метри кубни. Основното јавно обвинителство Битола поднесе обвинителен предлог против 5 физички лица и правното лице Национален парк Пелистер за кривично дело пустошење шума. Поднесено обвинение и против ВД директорот кој се товари за кривично дело несовесно работење. Тој бесправно исечените дрва и друга дрвна маса, за која нема доказ дека е сечена согласно закон, ги продавал во име и за сметка на Националниот парк на 3 правни лица, со што прибавил имот на корис на Националниот парк во износ од 1.752.287 денари. И не се пустошеле само шумите во првиот национален парк во Македонија Пелистер. За злоупотреба на службената положба и овластување, полицијата во ист ден поднесе кривична пријава и против двајца вработени во Охридската подружница на јавното претпријатие Национални шуми. Еден од обвинетите е и тогашниот директор, кој во 2023 дозволил сеча на дрвна маса, иако знаел дека не стои во планот за сеча во тековната година. Ова е уште еден доказ дека пустошењето на шумите е најголемиот организиран еколошки криминал во Македонија. Експертите алармираат дека со децении се врши масовна и неконтролирана експлоатација. На диво се сечат и пустошат шумите, а на терен се врши грабеж. Не станува збор за нека мала количина на дрва која што можете да скриете било каде во човечко тело, во бункер и да ја пренесете. Станува збор за огромна количина на дрвна маса. Значи тоа без корупција не може да се направи. Не можете вие да транспортирате огромна количина, тоа се камиони и камиони во прашање, огромен габарит, а никој да не забележи. Експертите укажуваат дека пустошењето на шумите предизвикува ерозија на земјата и појава на слечишта, како што пред 9 години се случи во Тетовско, кога имаше и жртви. Но кој профитира од коруптивните сделки со стотици илјади метри кубни дрво? И тука се остваруваат енормни финансиски средства, кои што понатаму завршуваат и во приватни джебови, но од анализите кои што јас сум ги правела подолг временски период на економскиот криминал и на перењето пари, еден од најголемите проблеми во Македонија толкму е шумската мафија. Дрвната маса неретко завршува на Косово, но многу е важно како се доаѓа до таа дрвна маса, како и со какви дозволи се извезува. Експертите сега предлагаат формирање на посебен оддел во МВР, каде инспекторите би се занимавале само со криминалистички истраги на овие кривични дела. Сугерираат и казните во сферата на еколошкиот криминал, кои сега завршуваат со условна осуда и благи парични казни, да бидат поригорозни и да се врши целосна конфискација на имотот со кој располагаат.